Донација од 40 авторски монографии поврзани со анатомијата и физиологијата на мозокот ќе добие медицинскиот факултет од Штипот познатиот невролог и епилептолог Методи Чепреганов. Се работи за монографии во кои се содржани целокупното 60-годишно професионално и научно искуство на Чепреганов, кој ги остава во наследство на идните генерации доктори. И ги оставам како аманет на младите, може да учат, да одат напред, затоа што невронауката е, како сите науки, наука која многу напредува. Многу напредува. Последните 20 години отиде енормно напред. Тоа ми е целта, ги оставам книгите и целта ни е да ја подигнеме нивото на невронауката по случајот во мојата убава земја Македонија. Во склоп на неговото денешно предавање на тема поврзана со смислата на човековото постоење и стресогените фактори, Чепреганов потенцираше дека Македонија и граѓаните веќе 30 години живеат во состојба на стрес. Некака криза има и ќе има. Тоа не сум компетентен да зборам за тие работи, но и тоа сметам дека периодот на секој од нас кон една стресогена состојба зависи од менталниот ској. Јас имав пред 2-3 дена интервју на два портали и го кажав тоа. Ние живееме 30 години, тврдам тоа, во една пролонгирана стресогена состојба. Една со друга се продолжува. И нон-стоп. Не верувам дека има лица во оваа земја кои мислат на, ако викат народ, не е така. Во врска со пандемијата со коронавирусот, Чепреганов е дециден дека се наоѓаме во трета светска војна, овој пат биолошка. Пандемијата е за мене и за мојата наука трета светска биолошка војна. Како сакате ме разберите. Тоа е војна. Смислена, несмислена, направена вака и онака. Јас имам многу податоци стручни што е тој вирус, што е ставено во него и зошто тој се однесува така. Методи Чепреганов е човек кој зад себе има големо професионално, научно, но и животно искуство и кој покрај своите 86 години се уште е активен во јавниот, научниот, но и професионалниот свет.